Недовербата во институциите, недоволна кривична одговорност кон насилниците одведоа неготинчанката во смрт која пред неколку дена беше брутално претепана до смрт од страна на партнерот. Правните лица сметаат дека додека не се промени кривичниот закон кој треба да опфаќа поригорозни мерки, насилниците нема да се плашат да го повторат делото. Нашата долгогодишна пракса во работата со жени жртви на насилство кажува на тоа дека правосудните органи не водат немаат строга казнена политика кон сторителите на насилство врз жени и семејно насилство, бидејќи најчесто се изрекуваат условни осуди за сторените дела. Стручните кадри, психолозите и социјалните работници кои работат на оваа тема го делат мислењето со правните лица. Додаваат дека во целиот Вардарски регион не имаат социјални услуги кои ќе влијат доверба во жртвите. Истражувањата покажуваат дека секоја година има по неколку убиени жени како последица на семејното насилство. Најлоша била 2010 година кога биле убиени 13 жени. Отсуството на постоечки ресурси и недостатокот на доверба во институциите е причина за зголемениот број на жртви на семејно насилство кои не се осудуваат да го пријават насилството во семејството. Според соопштенијата на обвинителството од 3 август, насилниот напад се случил ноќта помеѓу 1 и 2 август. Полицијата веднаш го привела. По отворената истрага обвинителството го опиша настанот. Насилникот повеќе пати ударил со боксови во главата, а потоа турнал кон туш-кабината во бањата. Веќе повредената од боксовите паднала во туш-кабината и тука ја изгубила свеста. Во кома, итно е пренесена и веднаш оперирана на клинички центар во Скопје, каде и починала.